председател на Комисијата за надзор на материјално-финансиско праводење. Комисија за која што онака како што работи во изминатиот период, ниту мора, ниту треба да постои. Едноставно на таа комисија се она што ние како советници го бараме и треба да го добиеме, да проведиме поголема аналитичност, поголема контрола на трошењето на народните пари, убит во се она што се значи извршување на буџет и на општината и на јавните предпријатија, ние како советници едноставно го немаме. Испративме десетици барања согласно законот за пристап до јавна информација до општинската администрација, меѓутоа и оттаму сме исто така одбиени. Почитувани колеги советници, ова што го слушаме од вашите дискусии денес, како го фалите градоначалникот Алевски и минатиот период на негово владење, направи она, меѓутоа повеќе работи не направи тоа што направи. Она што е негова опрска и опрска на јавната администрација и на сите служби околу, она што е опрска вие ја кажувате како сериозна заслуга. Направил нешто фантастично за Битола, а воопшто не го направено. Битола и понатаму е град на изумирање, град на каде што младите не гледат својата иднина. Во поглед на инвестициите кои што ги имаме во изминатите 8 години, Битола е црево и јас би предложил, пошто беше споменато дека имаме високи раководители од Битола кои што партиципираат во извршната власт и кај вас во партијата ДПМН, носечка партија на власта и на централно и локално ниво, би го предложил следното. Наместо министерот од Битола да држи пресконференција за Струица, да излези на пресконференција и да кажи каков допринос даде за Битола. Колку го помакнал општеството и развојот на Битола и колку се залагал за Битола да при формирањето на централниот буџет Битола добие повеќе пари инвестиции. Исто така, и заменик министерот од вашите радови, наместо да шета по радовиш и останатите помали мести да се пали со стотици и милиарди евро субвенции, да се дојде овде во Битола и сите заедно со вашиот председател, вашето раководство, вашата подпредседателка, да си се координирате и да си побарате сериозен пристап, која ќе се носат клучни одлуки во општеството, во Република Македонија, Битола да добие приоритет. Затоа што вака како што тргнала работата со оваа власт и централно и локално предводена ДПМН, Битола и понатаму ќе остане светот црево. Колешката Карафашова ни кажуваше бројки што не ја одговараат, меѓутоа јас сум член на Комисијата за надзор на материјално-финансиско праводење. И би сакал да запрашам, вие денес ќе гласате за овој ребаланс, што подразбирате последните ставки. Договорни услуги. Други тековни расходи кои што се зголемуваат за 6 милиони дена. Други договорни услуги се зголемуваат за 1 милион дена. Расходи за репрезентација се зголемуваат за 3 милиони дена. Други оперативни расходи. Никој ништо не знае што значи ова. Плюс 2,5 милиони дена. Други трансфери. Плюс 2 милиони дена. И да нешто. Вака има во секоја програма. Кога сите веќе се соберат износи, се добива до една значителна бројка за која што ние како советници и граѓаните на општина Битола нема увид, ниту знаат за што се работи. Зашто ќе бидат тие потрошени тие пари. Во изминатиот период разгледувавме извршувањето и на првиот квартален извештај и на вториот. И тогаш, и првиот пат, и вториот побаравме аналитички преглед на овие ставки. И до ден денес не ги имаме добиени. Ниту верувам дека понатаму ќе ги добиеме. Од тие причини, граѓаните на општина Битола имаат право да знаат каде ќе се трошат парите собрани при даноци и придонеси. На крај, повторно ќе напоменам, опозицијата од тие причини нема да го поддржи овој ребаланс на буџетот и ќе гласа против.